ова крахот, би рекол, кризата во образованието, која дава неквалитетни кадри, е крах за самата нација, а тој и пропаст за државата. И го вадам се тој генерален заклучок дека меѓу другото оваа криза во која што ние се најдуваме денес е резултат на токму на тоа. Пред се науким зборувам, не зборувам другите приватните таму колку студираат 20-25 од сите студенти во Македонија кои запишуваат, затоа што УКИМ е најдобар во Македонија, така. На Шанга листа е негде 1500 колку е 2000 место, практично не постои. И целта е ова да пробуди една елементарна свест, совест, кај оние особено кои што раководат, бидејќи ние сме автономни, пазете, ние да не чекаме се власта да ни каже владата што ќе правиме, туку да превземеме нешто да го подигнеме тоа квалитетот на образованието. Да ни намалат нас платите за 20% во овој момент. Нема никој да протестира. Знаете зошто? Зошто? Затоа што најголем дел земаат плата на неработа. Ние сме од 1 мај до 1 до утре распуштени. Ние сме на одмор. Ние сме сите редовни професори. Зашто ќе се борам јас ако сум редовен професор? На 45 или 50 години. Која е мојата борба? А никој ништо не ми може. Затоа ви говорам, затоа што колку се толку тие пари, но кога УКИМ ќе испорача квалитет, да рече ние работиме, тоа ќе прашам ја дали ќе имам ова, ќе задоволам со, да речеме 700-800 евра, ќе барам 2000 евра, затоа што ќе работам многу, Ако имате, да речеме, еден удар од надвор, удар, така го велам, не? Да чекате вие, што правите ова? Ајде овде ќе затвориме од овие колку се ова 5 групи, не знам, сега импровизирам, не? Така што затоа што има неквалитет. Нема таква сила. Партиите кои се на власт и опозиција неќе да влегува во таква мерка. Тоа не е популистичка. И тоа води кон, како да речам, кон една апатија и неактивност. Тоа е страшното. Ние од внатре не сме доволно способени, не сме доволно мотивирани, сме комотни, многу фино си живееме, бе луѓе, како да. Јас можам да не држам цел месец, цел семестар предавања. Има и такви случаи, Јас сум сведок. Имаше една професорка, цел семестар не одржа ни 4 часа, верувајте. И тоа е корупција, Системот, или јас да продавам книги. Кој сум ја да продавам книги? Ме тераат. Па ме тера ректоратот. Затоа што ректоратот нема издавачка политика, ми ги носат книгите во кабинет, вика продавај ги. И тие нема тоа да издадат, да речеш, издание, нормален хонорар, повелете. Тука е и оној кој што работи е наведен на корупција. А се условуваат студентите да ги купат книгите? Има и тоа. Списоци. Јас сум правил таков список на времето, и еднаш и никад повеќе. Видов мизеријата и видов на тоа. Мене деканот ме тераше. Чекајте, не го тера ректорот. Направи список, подели и 3000 евра в джеп. Тоа влезе, ета е корупцијата. И од тоа што не го прави, ја лично мислам. И сега имам неде, сум издал 4 учебници, неде околу 500 примерица од книгите ми се во кабинет. Што да правим на тие книги? Сега ќе си одам, треба да ја поставам овдека од таму до излез да газам на нив.